Здраво! Добро дојдовте повторно на мојот YouTube канал Дома со Леа. Јас сум Леа и сум мајка на 3-годишната Зара и 1-годишниот Зафир. Ајде денес да зборуваме малку поискрено за тоа што е мајчинството. И малку понаучно, бидејќи да, мајчинството е птица во лед, мајчинството е мајски цвет. Не е се birds and butterflies, да бидеме искрени, мора да имаме и малце посериозен, научно подкрепен пристап по можност кон промените што ни се случуваат нас како мајки, на сите родители како родители, начинот на кој што ќе ги наблюдуваме нашите деца за да можеме да одговориме на нивните потреби и ќе го следиме нивниот раст и развој. Предпоставувам како и повеќето од вас кои што се веќе родители, нели? Нормално е фокусот ни се менува кон новата улога, посебно во прво време кога нели имаме новороденче што е 24 часа зависно од нас и сме му потребни. Нормално е после неколку месеци поминати со новороденчето практично да сватиме дека ништо друго многу не ни се случува во животот и дека нема никои поактуелни работи настрана неповрзани со детето или со нашата улога кон детето кои што би можеле да ги наведеме како настан кога зборуваме со некого, кога зборуваме со пријатели, например, и така натаму. Именно токму оваа појава сметам дека ни носи многу осуди и многу изолација во нашиот живот како родители. Посебно доколку некои од вас добиле дете во период во кој што најголемиот круг на нивни пријатели или нивните најблиски луѓе не се во фаза во која што се занимаваат со мали деца, односно или немаат деца или одамна го поминале тој фазон. Има многу причини зошто е ова вака и општествените причини зошто се осудуваат родителите, особено се осудуваат мајките кои што едноставно нели им се менува фокусот на животот на одреден период. Фасцинантно е, фасцинантно е со колку осуди може една мајка да се сретне и тоа од луѓе нели од кои што добива помош и поддршка и очекува помош и поддршка посебно. Затоа сакам да ве охрабрам да ги споделите моментите во кои што сте се почувствувале осудени или сте се почувствувале етикетирани како само мамичка. Бидејќи знаете, секоја од нас станала мајка на одредена возраст. Дали е тоа на 20, на 30, на 40 години. Значи, се што сме правеле пред да станеме мајки е всушност целиот наш живот. Сме биле нечии деца, сме биле нечии пријатели, другари, партнери, нечии ученици, студенти, нечии вработени. Дел од нас се занимавале со кариера, дел од нас се занимавале со наука, со развој на личните вештини, со патување, со пријателство, со бизниси, значи сме имале еден куп искуства кои што го сочинуваат нашиот дотогашен живот и сега заради ова ново искуство кое што не обзема целосно, го конзумира нашето целосно време и енергија со месеци, ние бидуваме етикетирани као мамичка, она само за детето збори, она само паметот е само во детето, као ништо не се случува, значи само на децата е посветена, значи као што прави, менја пелени, дава кашички, шета деца, мислам што ќе ти каже, што можеш да очекуваш од таква личност. Значи ова е толку нефер, што ме вади од такт и секој пат ме вадало од такт, значи многу пати сум се случила со ваква осуда. Посебно осудата е многу голема на социјалните медиуми, затоа што знаете, многу од мајките на пример се решаваат да отворат профил кој што е наменет само за нивното дете или само за активностите на нивното дете, еве не мора да се само фотографии, нели, од детето, не дека одиме и го сликаме цело време.
или не дека не го правиме тоа, но не е важно. Многу од мајките своите профили на социјалните медиуми ги користат за истата цел, значи да, нормално е ако денеска сите мои слики се селфиња со детето и слики од како децата прават одредени работи, какво јадење сум му направила на детето, колку од јадењето изало, каква кула од коцки изградило, каде сме се прошетале, како пиело вода кога се шетало. Значи сите тие работи се едноставно настани во мојот ден и нормално е да сакам да ги споделам, исто како што сум сакала да споделам пред да имам деца, каде шетам, со кого сум излезана на кафе, какво кафе пијам, дали сум на работа, што ми се случило на работа, значи што ми се случило дома, што направило домашното милениче, што направила мојата пријателка, каква слика или смешка ми пратил некој во порак. Значи, нормално е доколку не ни е фокусот на нечие дете, едноставно не ни интересираат толку многу детали во врска со тоа дете, да си дадеме ментална забелешка дека леле да женавам само за дете во твита или постира или објавува на Инстаграм. Меѓутоа, да се задржиме на тоа ниво, дека е сосема некултурно таа наша ментална забелешка, значи помисла што ќе се ја направиме во главата, да ја произнесеме и да ја залепиме како етикета на особа која што едноставно мине во фаза во животот за која што немаме друго објаснување. Именно толкому ваквите етикетирања прават жените да се повлечат и да контактираат помалце и да остваруваат помалку социјални контакти и посебно затоа што дел од социјалните контакти се насочени кон решавањето на семејната динамика, значи превозите на детето, обврските со децата, градинка, училиште, курсеви, одење на гости, шетање. Значи, дел од социјалната комуникација се остварува во текот на овие активности и токму на сметка на тоа, значи, да, мајките жртвуваат голем дел од своето време, да, кога велиме на мајките им треба self-care, мислиме на мајката и треба време да се истушира и да се измие косата без да биде прекинувана, на мајката и треба време да седне да си ги фокусира мислите, да си го испие кафето на рад, на мајката и треба време да прошата сама, да вежба, да оди, нели, во просторија без деца за да оствари своји физички потреби од тој тип и ментални потреби for that matter. Значи, меѓутоа, ова веќе е сегмент кој малку може да го занемариме. На мајката е потребна социјална комуникација која што не е задолжително поврзана со децата. Не ме разбирате, не велам дека треба да имате пријател со кој што ќе се слушате само за да зборувате за други работи и воопшто да не ги спомнувате децата. Напротив, ако ви е мерак да зборувате за децата, слободно зборувате за децата, меѓутоа reach out, значи конектирајте се, затоа што избегнувањето на социјалните контакти од овој тип подолго време може да има многу посериозни последици врз нашето ментално и физичко функционирање како мајки и врз улогата, односно спремноста и ентузијазмот за најдобро остварување на нашата улога како мајки, а нормално и врз нашето ментално здравје како личности настрана таа улога како мајки. Сето ова може да доведе многу побрзо до нешто што можеби само од себе или од други фактори ќе се случи, се нарекува parental burnout или истрошување во нашата родителска улога. Истрошување во смисла на трошење на нашите енергетски и ментални капацитети за извршување на улогата. Исто како што имаме работен burnout, прегорување, не знам како би се превела точно ова на македонски, верувам дека знаете на што се однесува. Значи, најчесто за терминот burnout слушаме во спортски или во работни околности, затоа што нели човек многу се напрега за да ги постигне работите што сака да ги постигне, се напрега поинтензивни периоди, подолготрајно, без доволно одмор,
повеќе од што е потребно, си ги занемарува сопствените лични потреби на сметка на напорот што го вложува за да ја постигне целта во спортот или во работата, и на тој начин прегорува, односно престанува да може да ја обнови енергијата за да вложи нова и повеќе енергија во она што го прави. Истото важи и за родителството, бидејќи знаете, за разлика од тоа што, например, на работа сме 8 сати 5 дена во неделата, а родители сме 24 часа 7 дена во неделата цел живот од како сме добиле деца, така што малце као посериозна ситуацијата овде. И parental burnout е многу поверојатно да се случи. Значи, ова ви го кажувам како родител на 2 мали деца, по година и неколку месеци ковид криза и социјална изолација. Настрана од тоа колку можат да бидат навредливи осудите и непотребно да не стресираат осудите на другите луѓе, всушност изолацијата на мајките е проблем кој што се провлекува низ многу генерации и низ многу, како да кажам, животни стилови на мајките кои што ги носат, нели, секоја генерација, нели, во своето време. Инаку за ова има едно видео, еден TED Talk на интернет, на YouTube, кој што го гледав прв пат многу одамна, пред да станам мајка, значи додека бев бремена, и сосема поинаку го разбрав. Втор пат го гледав кога бев мајка на едно мало бебе, и исто така поинаку го разбрав, но сега, како мајка на 2, со ковид криза зад себе, сосема поинаку го разбирам и мислам дека многу посуштински го разбирам сега веќе кога имам доживеано parental burnout. И токму заради тоа го снимам ова видео, бидејќи сум на пат да ја набавам книгата на психологот Шерил Зиглер од Колорадо, која што го држи овој TED Talk и чисто линк до TED Talk-от ќе ви го ставам во описот на ова видео, доколку сакате да го погледнете. И накратко ќе ви објаснам за што станува збор. Значи, она ги адресира хормоналните промени и промените во животниот стил кои што се јавуваат кај мајките, ги споредува со промените во адолесценцијата. И дури така може да се нарече целата таа појава, значи промената на животот на жената од претходно до моментот нели кога станува мајка па понатаму, може да се нарече со исто такво име како што е адолесценцијата, кога веќе децата престануваат да бидат деца и тинејџери и преминуваат полека кон животот на возрастни лица, какви што ќе бидат, нели, до крајот на животот. Ова е еден фантастичен нов поглед на мајчинството, значи на концептот на мајчинство и родителство, нели? Мене ми останува да си ја прочитам книгата на Шерил Parental Burnout и доколку ми се допаѓа и извлечам поука од неја да го споделам тоа со вас. А вас сакам да ви оставам една слика да се ја замислите. Значи, замислете се само како би изгледало доколку ги осудуваме средношколците што одеднаш почнуваат да ги интересираат различни работи од нештата што ги интересирале до тој момент. Бидејќи еве сме ние мајките, притиснати од општеството и околината да внимаваме што споделуваме, да не споделуваме премногу, да си ги задржиме деталите за себе, нели, да се дружиме само со мајки на деца на иста возраст за тие муавети. Притиснати сме од нашите претходни улоги, од нашиот професионален живот, социјален живот и така натаму, да ја вклопиме новата улога во нашиот животен стил, колку што можеме по занемарливо, да кажам, како да сме осудувани на секој чекор што фокусот на нашиот живот се променил. Се очекува од нас да се грижиме за домот, затоа што сме дома, нели, со децата,
да се грижиме за децата, да се грижиме за работата, кога ќе тргнеме на работа, да продолжиме да одиме на работа и да се грижиме за сето тоа, значи како да сме впрегнати во некои нереални и лични, и професионални, и родови очекувања. И при тоа од нас се очекува да го ставаме она што ни е најважно, што е можно подолу на листата на приоритети. Значи, само замислете си еден клас тинејџери, средношколци, кои што ние ги осудуваме затоа што не ги интересираат веќе барбики и колички, туку ги интересира музика и излегување за викенд. И уште повеќе, пред да ја осудите следната мајка што ќе ви зборува за менувањето пелени, за тоа колку пати јаде детето, дали цица, кога сака да се шета, кога спие и што ќе ви откаже нешто договорено затоа што распоредот на детето ете чудесно тој ден се сменил, замислете си ја следнава слика. Средношколец што вели: абе, добро, интересно е ова искачање петок, сабота и преку недела, ама никако ми фали да си играм со колички, да скокам на јаже, да си играм мајка со дете, кујничка, кукичка, сложувалки да си редам, коцки. Нема да се случи, нели? Некако ич не е природно, нели? И замислете, и да каже некој така, нема баш да го сватиме искрено, ќе го сватиме саркастично. А зошто тогаш го очекуваме, го слушаме и го доживуваме за искрено, кога доаѓа од возрастни жени, нови мајки? Зошто? Во екот сме на летниот период, период познат како време за добра забава, време за одмор и време за поминување заедно со семејството во патување, но и време за еден куп инфекции кои што не демнат, односно ги демнат нашите најмали, токму во овој период. Затоа сакам да ви кажам дека ова лето, како и целиот изминат период, здравјето на моите деца го доверувам на Now Foods суплементите. Конкретно го користиме пробиотикот Беридофилус на Now Foods, кој што овозможува комбинација на 10 клинички потврдени пробиотски бактериски видови, кои што се создадени за поддршка на гастроинтестиналното здравје и функцијата на здрав имунолошки систем. Здравата цревна флора исто така помага да се создаде поволна околина за апсорбција на хранливите материи. Беридофилус можат да ги користат и возрастни и деца. Доаѓаат во форма на бомбончиња кои што можат да се лижат или грицкаат, кои што се засладени со оксилитол и нема да им наштетат на забите. Вкусот е овошен, токму како што кажува и името Беридофилус, самите дискретни бомбончиња се прошарани со фигури на лавче, нилско конјче, тигарче и други силни и здрави животинчиња. Стомачниот пробиотик го користиме секојдневно во комбинација со оралниот пробиотик, кој што е прв од овој вид кај нас. Се нарекува орал биотик и го содржи природниот пробиотски организам Streptococcus salivarius bliss. Тоа е еден од најбројните и најполезни типови на бактерии кои се наоѓаат во устата на здравите луѓе. Орал биотик представува единствен и потполно нов концепт на додаток во исхраната за рамнотежа на микрофлората во устната шуплина. Како идеално средство за превенција се препорачува за сите луѓе кои работат и престојуваат во простории каде има многу луѓе кои патуваат и луѓе кои што се склони на инфекции на нос и грла.